го отваравме Охрид Ньюс пред речиси 8 години, реализиравме интервју со тебе во кое ти велиш, цитирам, Охридскиот цивилизацијски код не заслужува кич култура. Во меѓувреме ти направи успешна музичка кариера, посети многу места во светот, но секогаш навраќаше во Охрид и навраќаш. Како го гледаш градот за овие 8 години, што е променето, на подобро или на полошо? 8 години. Јас секоја година доаѓам, не се гледаме често по минимум 2 пати годишно и немам нормално за мене, јас можам да кажам, не знам дали има некој друг човек, сигурно имам други кои сакаат да тргнат работата на подобро, бидејќи Охрид е одговорност не само на охриѓани, него не само на македонците, него тоа е едно светско наследство, културно и природно наследство. И мислам дека работите апсолутно не се променати на подобро. Мислам искрено ниту би сакал да бидат. Посебно бидејќи мислам дека на полошо се менуваат работите. Никогаш толку тој кич не бил експониран како денеска и никогаш толку не сме биле поизолирани како денеска. Бидејќи јас кога доаѓав, кога слетав во Скопје, нели доаѓајќи према Охрид, патиштата се катастрофа, раскопани. Нормално тоа е добро дека се прават и дека ќе има поголем пат ќе биде автопат во иднина, меѓутоа јас мислам дека тоа да се прави сред лето, тоа е неопростива грешка. И посебно дека Охрид зборувавме за тој цивилизацијски код уште пред повеќе од 2000 години бил на главната на Вија Игнација и Вија Апулија, тоа биле главните патишта во тогашниот свет. И Охрид бил присутен на тој пат, затоа туку убави работи се случиле тука. Затоа сега тие придонеси ги изложуваме и ни рекламираат во Берлин, во музеите, златните маски, целото тоа богатство, сите тие предмети најдени, кои се сведоци на софистицирана култура, максимално во тој период. А денеска тој град да нема пат, тоа е срамота. Мислам има, да е толку изолиран. Јас тоа можам сега повеќе да го кажам него ли во 2006 кога го правевме интервјуто. Бидејќи толку места пропатував и видов и што повеќе патував, повеќе си го ценев Охрид. И нели разговаравме дека треба да го цениме повеќе. Јас лично мислам дека да беше во било која друга држава Охрид ќе беше приоритет. Зошто приоритет? Нели ако се вратиме во УНЕСКО, толку ни е тоа секогаш актуелно, мислам дека најмалце тоа е експонирано. Има повеќе од 1000 сајтови на наследство низ светот, точно не знам колку илјади и нешто, меѓутоа само 27-8 каде што се и природно и духовно културно наследство. Така да тоа само по себе е гордост за многу поголеми земји од Македонија да има таков еден град, таков културен споменик и природно, мислам, тоа е навистина треба да биде приоритет тука. А да не ја трошиме енергијата на нешто непотребно, на нешто што нема да биде добро за никого. Како што напомна, Охрид е едно од ретките места во светот заштитено како природно и културно наследство, но нам охриѓани како тоа да не ни е доволно. Па сведоци сме на безброј градби, на самото крајбрежје, на древни места, на духовни светилишта. Дали охриѓани водат доволно сметка за својот град, дали се грижиме доволно за културното и природното наследство и дали ни требаат толку многу градби во заштитените подрачја? Тоа е многу комплексна тема. Како што сам ја спомнам, многу тие се во новиот дел од градот, посебно урбаниот план. И сето тоа решение да нема никаков ред, да има премногу градење, според мене е чиста катастрофа. Значи урбаното решение во градот. Не знам тоа кој го правил, кој бил одговорен. Стварно тие работи не ги толку познавам, меѓутоа чисто наивно и од една искрена желба да биде убаво, не е убаво, како што е среден новиот дел од градот. Спомениците од друга страна треба многу да се внимава што можеме, кој е нашиот потпис кој треба тука да го ставиме, а што треба да оставиме така како што е. И примери имаме колку сакаме тоа, можеме да одиме во светот, во
земји кои веќе тие археолошки наоди од разни периоди ги средиле или ги средуваат и некои работи се дефинитивно од колосално значење што беа откриени одамна. И во Охрид мозаици имаме неверојатни уметници работници кои тоа го средуваат и организираат. Меѓутоа навистина треба да многу пазиме. Тоа се градело со векови. Не може тоа без да се размисли добро, да се земе било каков нафат и да се менува. Јас мислам дека видите, многу комплексна тема. Ево сега градовите треба да се заштитат, не само Охрид, него сите градови кои имаат историја, кои имале улога во креирањето на нашиот идентитет и воопшто на оваа држава и оваа култура која денеска ја имаме, треба да се заштитат. Тоа мене ме плаши, бидејќи што повеќе доаѓам градовите се потив кои замираат. Размислував како во турското време, сите тие години, селата обстојувале. Во Кралевска Југославија обстојувале. Меѓутоа, потогаш уствари почнуваат веќе да замираат после Втора светска војна. Селата веќе нема патишта, нема услови, сите се селат во градовите. Меѓутоа, во овие 20 години од независна Македонија, чувствувам како градовите почнуваат да замираат. И тоа е тоа што ме плаши. Не е само Охрид, Велес, Битола, сите градови треба да живнат. Треба да се, не да се барат опцијата надвор. Мислам, јас сум надвор, често патувам, доаѓам, јас сум немал друг избор ако сум сакал да успеам и работам тоа што го работам, меѓутоа се случило за добро. Сега денеска мојата музика е насекаде низ Јапонија, Југоисточна Азија. Луѓето може да ја слушнат магичниот охридски рит во Токио. Во продавница да ја купат и на радио да слушнат. Така да тоа е дефинитивно донело добро, меѓутоа зборувам за поинакво иселување. Јас не знам да има град кој од Охрид повеќе се иселуваат, можеби. За жал, според официјалните статистички податоци, над 700 млади годишно го напуштаат градот. Тоа доволно зборува за состојбата во која се наоѓаме. Ти изненадува ли се тоа? Тоа е навистина аномалија дури, на некој начин. Е такво место каде што луѓето се најмногу носталгичари, најповеќе се иселуваат, тоа е едноставно нешто што треба да биде алармантно за сите. Не само за охриѓани, него за целата држава, бидејќи Охрид и охриѓани се дијалектички поврзани. Не би убав само градот, охриѓани го направиле Охрид. Не може охриѓани да се тотално спротивно на она што е градот. Црквите, сите тие духовни објекти, целата таа историја која имаме како резбари, филиграмство и сите тие мали слоевитости се стварани од охриѓани кои може да се наречат охриѓани. Дел од таа приказка која денеска постои тука и која треба да ја отвориме пред светот. Јас не сум видел странец кој не се воодушевил од тие работи. Не сум видел буквално ниту еден кој не му се насолзили очите кога сум зборувал за митолошките приказки за Охрид. Тоа е нешто што е суштинско во човекот, не само во македонците, него во целиот свет. Тоа треба да го делиме. И тоа наследство кој го стварале старите, пример, битолчани, велешани, сите скопјани, сите тие работи да ги уживаме во тие манири, да сме едноставно пообединети, да не сме непотребно, да не трошиме енергијата на некои тинеџерски болести, јас не знам како да го наречам. Незрели се тие работи, да има препукување за нешто што се апсолутно неважни, небитни и на крај невистиници. Јас мислам дека толку сме мали, толку треба да сме обединети, да уживаме во тоа што треба да не обединува, не да не разденинува. Зошто толку многу негативна енергија? Зборувам за препукувањата актуелни изминати денови околу тоа колку Охрид е скапа или ефтина туристичка дестинација. Апсолутно непотребно. Тоа е нешто што јас не сум го видел никаде во светот, во многу поголеми земји немало толку непотребна поделба. Пример, сум патувал, ево да речеме во Гватемала и ми рекле тука е убаво, ама ќе одиш на едно место, Семок Чампи, таму има уште поубави руини на маите или уште поубави водопади. И
а тоа се среќни луѓе, посиромашни од тука, многу посиромашни, ама среќни луѓе и многу дишат како обединета нација и не треба да има такви препукувања. Не само измеѓу македонците, измеѓу било која тука нација што живее. Да уживаме во македонска, во влашка, во албанска музика, во секоја вид на староградска форма да биде богатство. Диалектите да се богатство. Нема поубава за мене да кажам вечер, да станаме на вечер битолченец и да слушам и да се понесувам како нив, да уживам во нивната култура или и обратно. Зборам, тоа важи за сите градови во Македонија. Да ни е кејф да го слушаме диалектот, а не да му е незгодно на луѓето да зборуваат. Тоа пред некој ден баш исто беше тема. Треба да се што повеќе песните, пример, пеат изворно како што биле. Како Садиловци што ги пееле тука со тој дијалект, така да се пее а не да се менува тоа, да се прави литературен јазик, бидејќи тоа е богатство за сите нас. Сите тие разлики не прават побогати. Се трудам да најдам начин да проникнам во тоа. Порано мислев дека е многу сега гледам дека стварно е актуелно, место тоа да се заборава и тоа да се закопа в земјата, испливува на површина. Како гледаш на културно-забавната понуда на Охрид, пред се на музичката, с оглед на тоа дека овој град е многу повеќе од најголем туристички центар, значи многу за Македонија, тоа е светско културно и природно наследство, впрочем. Дали треба да внимаваме што се ќе нудиме на културен музички план во Охрид? Апсолутно, како што спомнат, дека дали треба да се тоа пази, да се обликува таа понуда на градот, тоа е исто како една прекрасна градина, ако не ја пазиш, ќе закорави, ќе се обесни со корав. Тоа мора да се внимателно пази што ќе биде во склоп со тоа што Охрид го нуди, кои се приоритетите на Охрид, што треба да се форсираат. Ако се форсира ретка природна убавина, како што е едно најдревните езера во светот, комбинирано со неверојатно археолошко богатство, архитектура во стариот дел на градот, тоа треба да биде малце воздржано, бидејќи тоа проникнува на секаде во светот. И секоја музика што проникнува на секаде во светот треба да биде тука присутна. Турбо фолко не проникнува секаде во светот. Тоа е јас не сакам, тоа се деликатни теми. Никого не сакам да навредам што слуша турбо фолк. Тоа е моје мислење и ќе биде исто не искрено ако не го кажам. За мене тоа е како брза храна. Ако премногу јадеш брза храна, телото после некој време ќе почне стварно да ти пати. Ќе имаш проблеми со притисокот, ќе имаш проблеми со многу здравствени проблеми. Исто така и со ова турбо фолк, што кажа музика или кич музика, мислам дека со тек на време кичот духовно ќе не заболи. Веќе ја погреба традиционалната изворна музика. Тоа е факт. Денеска, уште само во Охрид и на многу други мали места има староградска музика која ќе се слушне и луѓето како да не уживаат доволно во неа. Зборувам за македонците, а не зборувам за странците. Тие како да едноставно не се задоволни од тој звук, сака нешто појако, по енергетски. Не е точно дека таа наша македонската музика е само жална, како што љубат сите да зборуваат, дека тоа се зборува за нестреки, за таа староградската музика е како Нью Орлеанс, нашата. Таа зборува за фамилии во Варошот, за разни приказни, за љубов, анекдоти, баш така, хумор, и тоа е една органска музика, која јас се ежам, сега кога ми текна, имаше пред некој ден документар што го гледав од порано сниман за, мислам дека ТВ Мики го направи за Садиловци и Кумев. Може би грешам сега, ама знам дека многу беше интересантно како на крај Садиловци како старци свират со таков еден пулс, организам, толку цел живот свиреле, и тоа како срцето што забрзува или кога е возбудено поуспорува, кога е посмирено, така и нивната музика, тоа е најсофистицираниот момент во музиката. Не има само ритам кој од почеток до крај е ист. Така да, или Бог да бие русе, тоа е некој неверојатен стейтмент, како што би рекле другите, израз на искреност во музиката, без да биде скршен од академијата и од музичката академија. Да кажам,
работи што мораме да ги чуваме, академски да се изучуваат. Јас ето не работам таа музика, ме толку ја почитувам. И мислам дека таа музика ќе го чепне на било кој странец, ќе се напие македонско винце, македонско јадење, ќе ужива во таа понуда, а не во јадења кои не се типични ни за Охрид, ниту за Македонија, не во музика која не е типична ниту за и нека ја слушаат. Ќе најдат место каде што тоа ќе биде соодветно, меѓутоа не да ечи цел град до ниедно време. Тоа ниту во Хондурас не сум го доживеал, каде што тоа е најмалце регулирано. До 12 еден глас на музика, после тоа стоп или нека биде звучно. Значи мора да се донесе ред во тоа. Јас ова го зборувам дека е многу поголемо од интерес на неколку души. Ова е интерес на цел град, на цела држава. Јас сакам сите да се на некој начин што повеќе задржа да се враќаат тука и да изградиме држава како што ни доликува, да навистина ги поддржиме правите. Секоја чест за сите напори кои се прават и кои се правеле, меѓутоа треба многу повеќе да се прави. Вообичаено најзначајните музички културни настани во текот на летото се во 2 или 3 дена и тоа обично околу илинденските празници. Така ќе биде и оваа година. Има настапи од светски диџеи звезди, па се до турбофолк атракции како што е Цеца. Да, Дерек Меј се филармони. Дали не е подобро да се распределат сите тие настани во текот на целото лето и како гледаш впрочем на сето ова што се нуди на музички план во Охрид? Ако јас се прашувам, тоа би требало да биде навистина контролирано. Пример, го спомнавме Дерек Меј филармонијата, тоа е прекрасен еден спој кој е уникатен можда и на светски размери. И мора да се такви работи поддржуваат, како што тоа сега се случи. Меѓутоа, точно е дека никој не може да му забрани никому што да слуша, како да музика да пушта, меѓутоа самиот град и самата аура на градот треба тоа да го контролира и сфилтрира. Што тука ќе се слуша? Како што спомнав, све што е светско наследство, како Охрид и Охридското езеро е светско наследство, секоја музика што е светско наследство, како изворната музика, world music, класиката, и поп културата, како или пред тоа джез, се тоа светско наследство. Сето тоа прекрасно ќе се склопи во Охрид. Секој за дисонце кој го гледаме или како што се падините на Галичиста стрмни, длабоко е езерото, Трпејца, сите тие драматични убавини прекрасно ќе изгледаат и со бразилска музика дури. Значи универзалноста е тоа што треба да се форсира во Охрид. Космополитизмот, бидејќи ние сме биле космополити многу пред воопшто да била и Југославија, и Македонија, и Турската империја, тука провејувале навистина многу народи, култури и сите денеска треба тие да ги чуваме како еден жив музеј. Да луѓето доаѓаат тука и да уживаат во тоа наследство, а не да се прифаќа нешто што е навистина вон тоа светско наследство кое јас отворено сум разговарал и сум бури со туристи дали им се допаѓа музиката која е, да речеме, на Цеца или на Аца Лукас или на било како. Тие тоа со тоа не може да се поврзат. И јас не сакам да ги повредам тие што кои тоа се поврзуваат, меѓутоа мислам дека тоа е еден правец кој дефинитивно тука не треба да се форсира, барем во Охрид. И со тоа, ако успееме да го исконтролираме, ќе биде или барем да се регулира до колку гласно ќе биде тоа, мислам дека многу ќе се позадоволни туристите, и домашните и странските. Малку лично, оваа година е мощно успешна за тебе, твојот албум се проби на азискиот континент. Кои се идните планови на Четкар? Па тоа е убаво прашање, како што се надоврзавме со Охрид. Ево пример, продуктот кој сум го работал, иако е на англиски јазик и музиката е со корени во Англија и во Америка, меѓутоа тој продукт успеа да се пробие на јапонскиот пазар, каде албумот доби неверојатни критики и се пушташе на национално радио. Јапонија е една од најсофистицираните земји во тој поглед. И таа е единствена земја која е технолошки можда најнапредна, меѓутоа се уште се продаваат физички CD-ња и винили. Тој звук кој ние го паметиме нашите генерации не може со ништо да го заменат, со ниедна дигитална технологија. Така да
Една од тие песни е токму за Охрид, магичниот охридски лихниски рит, кој сега се наоѓа на сите продавници во Tower Records, во Јапонија, ширум сите нивни острови, и тоа е навистина доказ дека ако нешто што е светски прифатено може да се пробија насекаде во светот. Така и тоа се надоврзува со што треба тука да се форсира во Македонија, покрај нашите нормално неверојатни фолклорни богатства и музички, во било кој друг поглед. Така да, навраќајќи се на мене, мојата музика и кариера како македонски уметник, кој работам таква музика и повеќето од времето живеам во Њу Јорк, се трудам да сум што повеќе присутен и што повеќе да го форсирам моето потекло, бидејќи светот не само кај нас, целиот свет треба да биде поотворен. Сите тие свети што сме денеска што се случува, има голема тензија и тоа е жалосно, бидејќи сме требале толку лекции да научиме од сите наши предци да се повеќе навистина толерантни и да се трудиме да не доаѓаме до такви едни моменти како што е сега целиот свет. И се надевам дека од една мал придонес ке токму уметноста, како што во минатото многу има допринесено за народите да се засакаат. И тоа ми е приоритет сега што повеќе да проширам музиката, нели се први излезе во Јапонија, потоа сега ќе зборам за Азија, Тајланд, Тајван, сега само што се потпише договор и ако имаме среќа, Кина. Така да после тоа ќе биде навистина нов момент не само за мене, него воопшто за тоа што целиот овај регион можеби ќе се и насочи таму, дека тоа е огромен пазар. Тоа е неверојатен пазар каде што на некој начин уште помалку дискриминираат него ли западниот пазар, пошто знаеш како е, јас мислам дека е погрешно се менуваат имињата, да се прават уметнички имиња, бидејќи на некому тоа не му одговара, некој има предрасуди, со тоа се хранат тие предрасуди. Секој треба да биде на крај тој што е, од каде што потекнува како што се вика, и кога тоа ќе нема да му смета никому, тогаш сме успеале како човештво, не како македонци или како англичани. И мислам дека имав многу такви сопки во животот, во кариерата, меѓутоа сум зработал толку напорно самиот, сум се трудел, сме разговарале на многу пати, и кога е сега скоро имав интервју во најдобриот магазин во Англија, и кога интервјуто ми го стави на насловна страна, тогаш сватив дека некои работи може да се променат. Само треба да имаш многу живци и да си многу напорен. Не зборувам само за талентот. Талентот мора да биде тука. Многу треба да си искрен и на крај, за да можеби тој е прекрасен човек, ама меѓутоа пораснал во таква средина и треба да му дадеш пример дека не треба да се има предрасуди. А тоа само шетањето и комуникацијата и размена на културата е смрт за предрасуди. Само тогаш ти ќе видиш дека и во Панама исто си ги сакаат дечињата како е тука. И дека сите имаме исти потреби на некој начин. Се надевам дека ќе се тие работи променат и многу ќе е подобро за целиот свет. Јас како уметник морам така да си ја хранам инспирацијата. Нели не можам да имам резерви, а да сакам да творам музика кога ќе ги чепне на некои други искрено. И тоа народ го препознава, или барем се повеќе и повеќе го препознава. Сега сум малце загрижен, бидејќи се е на некој начин едно големо реалити шоу во светов и луѓето губат осеќај со реалноста во тој момент, заборавајќи дека главната звезда е самото реалити шоу, кое колку и да помине, колку и таленти и прекрасни луѓе да поминат, тоа е на крај крајава бизнис. И тие се главните звезди. Мислам, тоа е различно, нели, кога ние растевме, кога го слушавме Принц, Майкл Джексон или Оливер Мандич или други тие периоди, кои кога навистина имаше многу работа да се дојде до ниво што ќе представува професионалец. Денеска тоа се како што сuma пакетчиња кои се спремни само да се измешаат со вода и бум, експлодираат. Точно така. Тоа е нешто што треба да го вратиме
како пример, ево денес имаме технологија, имаме охридски бисери, имаме рачно изработени накити. Кој накит повеќе ќе го сетиш? Кој гердан ќе е поубав? Тој што е рачно изработан, со мали несовршенства, ама рачно, или исти гердан со истите материјали машински изработан. Нормално дека сите рачни ќе го сакат повеќе. Тука е тој човечки код, тука е таа мака, дел од душата даваме кога ствараме нешто. Компјутерот нема душа. И целата таа нормално, ако е контролирано човекот, тоа е веќе друга тема, има душа и тука. Меѓутоа толку се менува брзо, сега е толку све поинаку од порано, што навистина не знам дали самиот човек е во синхронизиран толку брзо да се менува како порано имало, нели, човекот е единствен кој направил културна еволуција. Не заборувам за организмите како еволуирале, меѓутоа благодарение на интелигенцијата, а сега се има трет вид на еволуција, како вештачката интелигенција, не знам како ќе се, тоа е дефинитивно поврзано со сето што го зборуваме на некој начин.